Дали се преземени активности? Да, преземени се активности уште пред нова година, некаде септември месец. Во склоп на проектна замена на водомери и инсталација на електронски водомери, добивме 20 протокомери. Минатата седница мислам дека беа конечно предадени во владение на ЈП Водовод Куманово и истите се почнавме со испитување на загуби и со нивно намалување и започнавме со реон кај местноста викана Средорек. Поставивме 5 протокомери во определена зона која што опфаќа одреден реон. И што констатиравме? Констатиравме дека дневната и ноќната потрошувачка е скоро идентична. Ако потрошувачката во 1 часот, во 13 часот е 14 литри во секунда, ноќната во 1 часот преку ноќ е 12 литри во секунда. Со отоплување, подобрување на времето, ќе продолжиме со овие активности, пошто вакви протокомери имаме 20 и ќе ги поставиме по 5 на 4 други реони и со испитување, пошто сега конечно имаме и стручен кадар кој може да работи со тоа опрема што ја добивме, ќе продолжиме со тие активности. Значи, имаме намалување на загуба на вода за 8%. На што се должи тоа? Да не се лажеме, не знаеме точно. Имаме некоја поголема фактурирана вода и ќе работиме интензивно, значи во наредниот период ќе работиме интензивно на откривање на оние дефекти кои што се викаат скриени затоа што водата најде некој си свој пат да оди во канал и тоа не може да се види. Значи сега веќе во Средорек ја знаеме дека имаме проблем, кој што проблем ќе го решаваме во наредниот период. Затоа што во овој период не беше време за да го раскопуваме градот, за да не има случаи како што праша советничката.